сите овде присутни и дозволувам на нашиот работник кој што учествуваше овде при изградба да пресече трака да ја пушти на оваа фарбара. Овој погон го проектирава наши проектанти, односно луѓе кои поникнале во оваа фабрика. Воглавном се тоа млади стручњаци, стипендисти на нашата фабрика. Иначе, на ова место порано постоеше стара фабрика, сега нашите стручњаци, инженери извршија реконструкција и еве денеска ние го славиме овој наш успех. Ова фарбара што сега изградивме по сегашни цени кошта околу 600 милиона стари динари, девизни динари, тоа е чиста заштета на нашиот колектив. Вие пред малку спомнавте и за новата фабрика. Колку што ни е познато, и таа е дело на ваши проектанти. Кажете ни неколку збора и за тоа. Да, тоа е дело на секторот за развој капацитети, кој уште со почетокот на работите почна со припремните работи на расчистување на локацијата, правење на идените, инвестиционите и главните проекти, а потоа изврши избор на опрема и нарачка на таа опрема. Потоа во наша надлежност беше и монтажата на опремата и надзорот на градежните работи кои се вршева во градба. Јас сум, видите, вака работник тука од 58 година и за сето време ова јас сум во на изградба и водам една група, така да што преди малку вие видовте таму, ми имаме доста изградено. И во новата хала исто така ми ја вршиме таа работа, значи монтажата, целата монтажа нашата група ја изведе. Дали сте задоволни од она што сега го има фабриката во споредба со она кога дојдовте вие овде? Како да не сум задоволен, тоа е стварно тогај, веројатно и вие знаете, тоа беше еден мал колектив, додека сега е еден меѓу најголемите колективи во нашата република, нели, и во Европа можем да речем. Молам, представете се. Златанов Коле, куван аутолимар. Колку години работите во овој колектив? Па ја работам од 1957 као чирак 3 години и имам околу 12 години стаж. Колка ви е вашиот месечен личен доход? Па месечен личен доход ми е околу 150.000. Дали тоа зависи од тоа колку ќе произведете? Па зависи колку ќе испроведам, значи толку ќе добијам. Дали сте задоволни? Па задоволен сум. Вие сте еден од најстарите членови на овој колектив. Бевте работник, сега сте инженер. Ве молам, ако сакате да ни кажете некои од најкарактеристичните моменти од развојот на вашиот колектив и на себе си лично. Тоа е тачно за ова што ме прашавте и за историјатот на оваа фабрика има многу што да се кажува. Имаше моменти во фабрикава кога во началото почнеме да одградиме овој погон овде. Навистина со отворени врати се работеше и беше тоа една голема потешкотија за сите нас кога ја градевме таа фабрика. Нашиот колектив во 57 година тогаш и просперираше со првите коли што излегува на Загребачкиот велесајм. Јас се сеќавам дека работевме ние до 4 сат на Савале, затоа што бевме ние пионири во таа работа. Една од првите фабрики во Југославија. Имавме разни маки, поготово што и имавме и млади конструктори на нашите автобуси. Како станавте вие од работник инженер? Па, благодарение на колективот, пошто нагло растеше, ние бевме околу 75 работника и колективот имаше потреба од стручни лица. Поред тоа што завршив јас средна техничка школа, колективот ни овозможи на нас неколку души овдека да отидеме со стипендија на Машински факултет во Скопје овде.
успеевме некако да завршиме и се вративме на работа овдека. А се разбира, после нас дојдоа и многу други млади кадрови. На кое работно место моментно се наоѓате? Моментно јас заземам две дужности. Во развој капацитет и раководител на технологијата сум и во производња како на помош за да може нашиот план да се оствори и да биде колективот многу подобар за разлика од прошлите месеци. Верувам дека има слични примери како вашиов, дека од овој колектив, од работници поникнале најодговорните стручни кадри. Можете ли да ни наброите некои? Има такви, помошник генералниот директор Кулевски е, до сега беше директор на развој на производи другарот Киро Спасовски, потоа другарот Чедо Зафировски, тој отиде на друга дужност, Радевски Благоја, Момчило Костич исто така конструктор и многу други работници се наоѓаат на такви одговорни работни места. Другар, ве молам, представете се. Јас сум Митевска Емилиева, курсиста во предпријатието. Дали сте во постојан работен однос овде? Не, сега сум како курсиста 3 или 4 месеци, а потоа сум како приправник. Дали сте информирани дека вашиот колектив во текот на оваа година треба да произведе околу 1000 автобуси? Јас сум информиран и тоа дека 1000, а колку што знам 1400 за Полска и така нешто. За период од 3 години? Да, од 3 години. Што сметате како млад работник овде? Дали вашиот колектив има сили да одговори на оваа обврска? Јас како млад работник, колку што сум запознаен до сега се работава, како се гледам како што се работи сега, мислам дека ќе постигне тоа. Јас сум Исмел, заправо пробен возач сум, Исмел се вика. Како пробен возач на ова предпријатие, каков е квалитетот на автобусите со кои вие ги испробувате? За квалитетот би можел многу поквални работи да речем, затоа со обзиром дека во Југославија се градат, заправо имаме од иста маржа 2-3 фабрики, од кои фабрики нашата сепак одскокнува. И како таков, мислам, резултат во текот на годинава, заправо прошлата година, ние постигнавме видни резултати. Као илустрација да ви речем дека за Романија продадовме некаде над 160-180 автобуси. Во кои автобуси као пробен возач бев на демонстрација 1 месец. Дали би можеле да фрлите мала ретроспекција со оглед на тоа дека во оваа година тргувате со план од 1000 автобуси годишно да произведете? Какви ви беа поранешните планови за една мала споредба? На ова ваше прашање можам кратко да ви кажам некои цифри од историјатот на 11. октомври. Во 1957 година ние произведуваме негде околу 170 автобуси годишно. Во 1970 година 450 автобуси. Во 1971 година направиме максимално производство во старите услови на работа 540 автобуси, за да во 1971 година во делимично, пошто влеговме во новата фабрика во последните месеци на годината, направиме вкупно 600 автобуси. Во оваа година, 1972 година, ние направиме околу 700 автобуси со план за во следната година поминиме на цирка 1000. Као гледате, тоа не се ни мали цифри, ни мал раст, него се озбилни цифри за кои требал огромен напор на секој работник, на секој човек во оваа фабрика. Ние оптимистички сме расположени поради тоа што фабриката имала и еден курс на правилно успособување на кадровите. Во 11. октомври ние имаме само 100 стипендијанти на Машевски факултет, мислам наши стипендијанти. Имаме 300 ученика во стопанството. Тоа значи да ние од сопствени извори покушуваме да го решиме проблема на кадрови. Веројатно сте чуле да овие дена ние ги повикаме и сите наши работници кои работа во странство да се врата во нашата фабрика затоа што му е безбедено запослување поради оваа голема работа и поради овој капацитет кој сега го постигнаме. Драги другари, од името на работната организација јас се поздравувам со добре дошле во нашата средина, односно во средината од која што вие
некој пред една, две, три, некој може и пред повише години заминавте во туѓина за да таму го заработувате вашиот леп. Уште во деновите кога вие ја напуштавте нашата организација, наша фабрика, мислам дека не го заборавивте оној момент кога ние како луѓе разделувајќи се од вас, ви рековме дека во секое време по вашето враќање, кога вие ќе изразите желба и кога туѓината ќе ви биде досадна, вратите на нашата работна организација пак ќе ви бидат отворени. Ние ќе се потрудиме да покажеме дека сме биле добри работници овде и дека доваѓаме со нови искуства кои ќе допринесеме за ова предпријатие. И нешто да кажам за тамошниот живот и работа. Стварно беше тешко. Туѓината од секогаш била тешка, не само за нас, за оваа млада генерација, него и од порано за нашите стари дедовци и татковци. Крајно сум благодарен на автопредпријатието 11 октомври. Сега сме фабрика. Што ме прими во истата економска единица на работа. Јас работев во Холандија една година, но во таа година имав проблеми како за 20 години. И затоа им препоручувам на останатите млади да не помислуваат за странство. Бидејќи сум пробал, сум искусил, можам да кажам дека странство е најтешка задача за секој човек. Не е како што велат некои. Во странство печали пари и само тоа. Треба да се работи здраво. Јас, например, работев од сабајле од 6 вечер до 9 саат. Немам слободно време ни леп да јадам. И затоа не мислам да се вратам назад во странство. Другари, пошто ја дојдов овде, тако едно желим да се захвалим, пошто бев порано овде скоро 12 година во предпријатие и тоа не могу да заборавим никада во стари. Кога отидов за Германија, онда беше полоша состојба во наше предпријатие и ми директно околу 45-6 луѓе одошме за Германија. Се сеќам добро кога нас испрати директно и нам обеќа исто ово што до нас овде говорите, да ќе нас прима сите као добри работници. И сега дојдосмо и желба ми е доиста била да се вратим. И за мене Германија беше доволно 3,5 години, 4. Сега, моje радно искуство, то сам желам пренести на сваког другара, разумиеш, уколко хтеме мислим, колко ја увидов за ове неколку години у Германија, да кажем да се нешто фали, не беше нешто нарешто, се заработуваше тамо повеќе, ама тамо се ценаше, у фабрика дисциплина беше многу поубава него што е кај нас. Устари, ми би могли да створимо то исто, ако би хтели заеднички да работуваме, устари, да дамо таа дисциплина као што е у странство. Непосредно пред крајот на минатата година, вие исклучивте еден мощен успешен деловен аранжман, кој